Кај воденичарот дедо Ило. Кога ќе излезете од моето село нагоре кон планината, крај патот тече нашата селска река. Водата од реката е заградена на едно место и навратена во широка бразда. Браздата се вика Дедо Илов јаз, зашто водата ја носи право во Дедо Иловата воденица. А пак Дедо Ило беше наш селски воденичар. Тој мелеше жито не само за селаните од моето село, туку за сите села од околината. Кога бил млад, Дедо Ило бил многу убав, а сега е подгрбавен старец, ама многу умен и сладкоречив. Косата му е побелена од старост, а облеката му е посипана со прав од брашно. Еднушка, кога бев мал, ми се пријаде рипче. На брзене се облеков, кладов во торбичето парченце леп, неколку пиперки лукче и малку сиренце, го префрлив торбичето преку рамо и тргнав. Тргнав да ловам рипчиња токму на реката под Дедо Иловиот јаз. Кога стигнав на реката, ги засукав ракавите од кошулата до раменици, ги свиткав ногавиците од панталоните до колена и влегов во реката. Реката беше преполна со големи камења и вирови. Ја пикнав ракава под еден камен во вирот. Под каменот вријат безброј рипчиња. Фатив едно рипче и колку да го фрлам во торбичето, тоа спрета, ми лизна и падна во водата. Тогаш ми се преврте торбичето, а лебот, пиперките и сиренцето ми се истурија во водата и таа почна да ги носи. Останав гладен, воздивнав. Излегов од водата, ги соблеков панталоните и кошулата, ги ставив под сенката на една врба и пак влегов во водата. Што тука ја пикнав ракава под еден камен во дупката, нешто ме штипна за прстите. Офлеле! Изведав од волка, ги извадив прстите надвор и погледнав. На прстите, закачен со штипалките, висеше еден рак. Ја стресов раката и јаско, рачко, осморачко, падна во водата. Го напуштив тој вир и влегов во друг. Пак почнав да барам рипчиња под камењата. Во дупката под еден камењ начекав нешто долго и дебело. Јагула, помислив, ама ки се гостам, се израдував. Тргам надвор и јагулата влече внатре. Запна силно, тргнав и ја излеков над водата. А враце почна да ми се витка голема црна змија. Мајчице, испикскав, ги раширив раците, змија ми се лизна и падна во водата. Еден дебел глас почна да вика од врбокот. Еј, кој си ти што ми ги ловиш рибите од мојата река? Бргу да те нема, инаку ќе те удавам. Почнав да се тресам од страв. Брзо излегов од реката и отрчав под врбата да си ги земам панталоните и кошулата да се облечам. Но таму ми ги немаше ни панталоните, ни кошулата. Со плачење почнав да прашам. Кој си ти што викаш? Јас сум царот на оваа река и господарот на рибите, одговори дебелиот непознат глас од врбокот. Царе на оваа река, почнав да го молам. Кажи ми каде ми се панталоните и кошулата? Зошто ти се панталоните и кошулата? Праша дебелиот глас. Ти се молам, гол не можам да си одам дома, сакам да се облечам и да бегам. Ке ти кажам, одговори гласот, само да ми ветиш дека веќе нема да доаѓаш ваму и да ги ловиш рибите од мојава река. Ти ветувам, се колнам, одговорив. Ако дојдам друг пат да ми удавиш во рекава, само те молам да ми одговориш каде се моите панталони и кошулата. Тогаш, за моје чудо, со секирата врака, од врбакот се покажа воденичарот Дедо Ило. Почна да се смее, иначе се исплашили. Ти ли си бре, Дедо Ило? Радосно извикав, ми го зеде с дивот, ме исплаши. Јас сам и кој? Пак се насмеа тој. Да не мислиш дека сум царот на рибите и на оваа река? Вистина, сакам да јадам рибчиња, но до царски престол уште не сум втасал. А и зошто ми е царски престол кога имам воденичарски? Еве ти ги кошулата и панталоните, облечи се и ќе одиме на воденица. Ми рече Дедо Ило и ми ги подаде панталоните и кошулата. Брзо се облеков и отидовме во воденицата. Воденичкиот камен се вртеше, а пак штракалата штракаа како да пеера. Штракара чукара, штракара чукара. Дедо Ило, кој го врти воденичкиот камен, го прашав. Од оздоло воденичкиот камен го врти едно колце, одговори тој, а пак колцето го врти еден воден ѓавол. Каде е водниот ѓавол? Водниот ѓавол е долу во водата под самото колце. Туку да те прашам, фати ли некоја рибче? Рибче не фатил, ме штипна еден рак за прстите, одговорив и извлеков една водна змија. Змија, се зачуди тој, што не ја донесе да ја испечеме за ручек. Змиите не се јадат.
И како не се јадат, се насмеа дедо Ило. Змијата живее во водата и јагулата живее во водата. Па тогаш зошто да се јадат јагулите, а да не се јадат змиите? Италијанците ги јадат и жабите. Ми се лизна и ми побегна од раците, му одговорив. Море признај дека се исплашил. Право да ти кажам и се исплашив, му признав. Не само што се исплашив, туку и лебот и сирењето ми паднаа во водата и сега сум гладен како куче. Тогаш ќе ми бидеш гостин на ручек. Ќе јадеме воденичарска погача и ќе печеме рипчиња. Ќе видиш како рибар е дедо ти Илјо, а не како тебе да фаќаш змии. Дедо Илјо ја зеде машата и почна да го распретува огништето во кое имаше уште малку жар и пепел. Зошто го распретуваш огништето, го прашав. Сега ќе видиш, одговори тој. Кога го распрета огништето, во пепелта ми покажа мека и бела погача. Погача, бела погача, радесно и весело извикав и ги раширив рацеве. Гледаш ли како мојава маша е волшебна, се пофали тој. Ваква волшебна маша нема никој на светов, па и вакво огниште нема никој. Ова огниште ми раѓа бели, меки и топли погачи. А како го правиш тоа? Тоа го правам многу лесно, одговори тој. Кога ќе ми се пријаде пресна бела погача, само ќе помислам, ќе ја земам машава, ќе промешам и гледај чудо, веднаш огништето ќе ми роди бела погача. Туку ние се расприкажавме, оди донеси вода со стомнава од кладенчето и кога ќе се вратиш на машава ќе имаме печени рипчиња. Брзо го грабнав стомничето и отидов по вода. Кога се вратив на волшебната дедова маша, блеска и се печеа рипчиња мренчиња. Седнавме, му се курдисавме и сладко се најадовме од топлата бела погача и од рипчињата мренчиња. Сега со дедо Ило слегавме долу по јазот, каде што водата паѓаше и се влеваше во реката. На истекот од јазот беше наместен некаков кош. Кошот го преградуваше јазот, а на него беа наредени камчиња. Дедо Ило го извади кошот, на дното од кошот почнаа да преткаат римчиња мренчиња. Гледаш ли каков рибар сум, се пофали тој, а не како тебе, место риби ловиш змии, а пак овој кош е исто како волшебен, како машата. Кога ќе ми се пријаде рибче, навечер ќе го наместам на јазов и ќе си легнам да спијам. И зутрината ќе станам, ќе го кренам и тој ќе биде полн со рибчиња. Како се вика дедо Ило овој волшебен кош, го прашав. Овој волшебен воденичарски кош се вика врша, објасни дедо Ило. Него го имаат само најдобрите воденичари на светов. Тој така е сплетен, која риба ќе влезе внатре, не може ниту да се врати, ниту пак да излезе. Колку би сакал и јас да имам еден ваков кош, реков. Кога ќе пораснеш, рече дедо Ило, и ако посакаш да бидеш воденичар како мене, ќе ти го подарам овој волшебен кош. Од кошот дедо Ило ми го наполни торбичето со риби, ми испрати и рече: кога пак ќе ти се пријаде рибче и бела воденичарска погача, дојде кај мене на воденица. Го нарамив торбичето со риби и свиркајќи весел и радосен се вратив дома.